Благодарам, Ваши екселенции, почитуван председателя на Република Северна Македонија, почитувана министерка за одбрана, почитувани представници на академската заедница, драги паналисти, представници на медиумите, граѓани. Да ве поздравам, да го изразам своето задоволство што денеска на оваа конференција имаме можност да размениме гледишта за една исклучително важна тема која што е тесно поврзана со безбедноста на нашата држава, но и со процесот на пристапување кон Европската Унија. Дефинирајќи ја критичната инфраструктура, Европската Унија нагласува потребата од адекватна заштита на системите, имотот или сите оние сегменти кои се од суштинско значење за одржување на виталните општествени функции, здравието, безбедноста, економијата, благосостојбата на луѓето, а чие нарушување или уништување може да има значителен импакт врз функционирањето на целата држава. Истовремено, критичната инфраструктура е важен и суштински дел на националната безбедност, а нејзината заштита представува еден од приоритетите на секоја држава, дотолку повеќе што општо гледано под критична инфраструктура се подразбира се она што е од витално значење за функционирање на државата и за опстанок на една заедница или на едно општество. Досегашното искуство не уверува дека критичната инфраструктура може да биде оштетена или загрозена од многу глобални безбедносни предизвици, природни катастрофи, небрежност, компјутерски напади, криминални активности или пак акти на тероризам. И при тоа, за да ги заштитиме животите и имотот на нашите граѓани и институции, нашиот одговор мора да биде и брз, координиран и пред се ефикасен. Следејќи ги искуствата на државите членки на Европската Унија, сосема логично интегрираниот приод е основа на нашите активности со учество на сите надлежни субјекти, земајќи ја предвид меѓусебната зависност на различни сектори на критична инфраструктура и нивната меѓусебна координација. Креирањето на тој сеопфатен систем или пристап подразбира идентификување на сите релевантни капацитети во јавниот и приватниот сектор, дефинирање на конкретни активности и надлежности со цел тие да бидат во функција на подобрување на заштита на критичната инфраструктура. Истовремено, следејќи и основните принципи на европскиот концепт за заштита на критична инфраструктура, ефикасната заштита ја наметнува потребата од континуирана комуникација и координација на сите релевантни субјекти, што подразбира навремена и постојана размена на податоци за ризиците, заканите, ранливоста на критичната инфраструктура, при тоа создавајќи средина на доверба и обезбедена заштита на споделените податоци. Вака поставениот пристап, покрај тоа што бара постојана надградба, тој се заснова на континуиран процес на анализа на ризици за функционирање на критичната инфраструктура и проценка на адекватноста на мерките на заштита. Во тој контекст и Европската агенда за борба против тероризмот, која се темели на 4 столба да се предвиди, спречи, заштити и одговори, ги развива постојните политики и покренува иницијатива за донесување на нов сет на мерки за зајакнување на отпорноста на критичната инфраструктура од физички или дигитални ризици. Нема дилема дека заштита на критичната инфраструктура како платформа за одржување на развојот на секој општество и држава представува пред се национална одговорност, конкретизирана преку начелото на субсидијарност на која се базира и Европската програма за заштита на критичната инфраструктура. Меѓутоа, не смееме да заборавиме и на пошироката, надворешна или регионална димензија која има заштита на критичната инфраструктура, лоцирана на територијата на една држава, а чие загрозување или евентуално уништување може да има значително влијание на повеќе држави. За тоа говореше и Министерската за одбрана. За таа цел од посебна важност е јакнењето на прекуграничната соработка преку споделување на истите вредности, донесување на заеднички методологија за идентификација и класификација на ризиците, заканите и ранливоста на наведената инфраструктура. Неспорно е дека реформите се повеќе од неопходни со цел исполнување на обврските за членство во Европската Унија, кои на институциите и на општеството преку нивниот континуиран развој и надградба ќе им гарантираат голема безбедност.
Следејќи и препораките на Европската комисија во однос на поглавието 24 правда, слобода и безбедност, поточно во областа на борба против тероризмот, имплементацијата на директивата на Европската унија за европска критична инфраструктура и воопшто на концептот во однос на ова прашање представува предизвик за сите национални институции во тесна соработка со научната и стручната јавност, кои што треба да обезбедат одговор, наоѓајќи заслужено место во националното законодавство. Ако ги земеме предвид националните стратегии на повеќе држави членки на Европската унија, во однос на заштита на националната и европска критична инфраструктура, како и преземените чекори на земите кои се веќе во процес на пристапни преговори со Европската унија, се наметнува заклучокот дека повеќе држави наведени прашања ги уредуваат преку донесување на посебни закони за заштита на критичната инфраструктура. Потребата од донесување на посебен закон, кој ќе представува правна рамка за заштита на критичната инфраструктура, е веќе детектирана и предвидена како наша обврска во заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот, кој во октомври 2019 година го подпишавме со Европската комисија. Обврските се преземаат за да се реализираат. Ова прашање веќе сериозно се разгледува и пред Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во нашата земја, со кој што раководи премиерот и во кој членуваат првите луѓе од сите безбедносни структури во државата, и убеден сум дека во многу скоро време можеме да зборуваме на ова како завршена обврска. Бидејќи, да бидеме начисто, тоа не е само обврска на нашиот пат кон Европската унија, туку тоа представува обврска кон самите нас. Сведоци сме на дека кризни и вонредни состојби се дел од секојдневниот живот и со развој на општеството се зголемуваат изворите и интензитетот на безбедносните ризици. Како што споменам, нивната комплексност ја наметнува потребата од креирање на сеофатен пристап, кој ќе биде изграден со инклузивност на јавниот и на приватниот сектор, и кој ќе представува одговор на извршените анализи во кои ќе бидат инкорпорирани искуства и добри пракси на државите од Европската унија. Несомнено дека донесувањето на посебен закон за заштита на критична инфраструктура ќе представува голем исчекор, но тој процес мора да биде паралелен со обезбедување на услови и средства за негова имплементација, јакнење на националните капацитети преку обуки, институционалните капацитети исто така, и промовирање на поблиска соработка во јавниот и приватниот сектор. Убеден сум дека и оваа конференција, во која што има импозатен академски состав, е изворена можност за правење на важен исчекор токму во оваа насока. Искрено очекувам дека денешните дискусии ќе придонесат за разгледување на ова прашање од различни аспекти и во отворена и конструктивна размена на предлози и идеи меѓу представници на академската заедница и експертите во оваа област, ќе изградиме квалитетни стабови за натамошните наши активности. Впрочем, ова е само на дополнување на првите заклучоци од конференцијата која што имавме за критичната инфраструктура кога се отвори пред известно време. Меѓутоа, сега благодарам и на председателот што овозможи да дебатираме денеска и сите заедно како релевантни институции и академската заедница, да не само донесеме заклучоци, туку да преземеме обврски дека ќе ги имплементираме сите овие аспекти, а на тој начин ќе ја подигнеме свеста за значењето на критичната инфраструктура, што мислам дека не малку, туку малку повеќе е запоставена, исто така како што беа запоставени и сајбер нападите, кои што еве денеска за среќа посветуваме едно поголемо внимание. Благодарам на вниманието.